Почитувани добро вечер, во интервју разговарам со Вера Јовановска, една од основачите на Сдруженијето Трето доба. Господи Јовановска, добро вечер и ви благодарам на одвоеното време. Добро вечер и ви благодарам што остапивте време за нас како телевизија. Меѓутоа, не сум задоволна со луѓето од власта. Сдруженијето, да почнеме од почеток, Сдруженијето Трето доба во Куманово официјално е регистрирано на 29 април годинава. На чија иницијатива е формирана ова нова граѓанска организација во Куманово? Ова нова организација се формираше откако почнавме да бараме линеарно покачување. Од 2023 година се формира Сдружение Стечен пензионер, а луѓето од пензиско-инвалидско не ги знаеа стечените пензионери, па затоа се пререгистриравме во Сдружение Трето доба. Сдруженијето Трето доба ќе работи по програмата која имаме доставено и до општина, а ќе ја доставиме и до Министерство за труд и социјала и до Влада на Република Македонија. Чии интереси ќе застапувате преку ова ново сдружение? Преку ова ново сдружение ќе ги застапуваме сите права на луѓето кои останаа со неисплатени стаж за да земат поголема пензија. Тие луѓе без нивна вина ги исфрлија на улица. Сега се на дното со најниски пензии. Па затоа ќе бараме дали законски, дали со грешките нивни ќе се вратиме назад за да го решиме овој проблем, бидејќи луѓето талкавме од Министерство до Влада и од Влада до Министерство, па дури до Уставниот суд. Сега, конкретно, ќе работиме со таа цел да им помагаме на луѓето каде треба да ги усмериме нашите барања. Ќе бараме и донатори за оние луѓе кои имаат стаж, а не уплатен стаж. Бидејќи порано имаше доплата на стаж, а нас, стечајните работници, не оставија без закон, иако тогаш имаше закон за стечај, а закон за стечајни работници и ден денеска го нема донесено. Ја кажете основната цел, но кои се општите цели на новоформираното сдружение? Па, јас мислам дека ќе успееме. Со тоа што? Ќе докажеме со аргументи, со писмени побарувања, каде имаме пратено и каде немаме никаков одговор, па за тоа ќе се потрудиме и да им помогнеме на оние луѓе што не можат да се снајдат во овој лавиринт. Жалосно е некој да живее со 200 евра, а некој да живее со 1200 евра. Се знае ли ориентацијално бројката на овие луѓе? Па, за тоа го формираме ова сдружение, за да направиме една статистика, за да знаеме и ние колку не има, а и да докажеме дека Сдруженијето на пензионери ја нема таа евиденција. Тие не негира. Влегувавме неколку пати, господинот Ристо дрско одговараше: кои сте па сега па вие? Реков дека ќе се запознаеме и ќе дојдеме пак кај вас. Заради тоа што вие бевте тој што и
првите пензионери што останаа без нерешени проблеми. Вторите пензионери, стечените, и тие останаа со нерешени проблеми. Па затоа ќе се трудиме законски да ги донесеме тие. Имаме изготвено закон, ќе го дадене на пратениците, на сите, и ќе чекаме да не поканат, бидејќи ни ветија тоа, и ние не отстапуваме од линеарно покачување. Што конкретно содржи законот? Законот содржи измена и на неколку барање за нов закон, со 40 години стаж на плата, пиом од некогаш од 25 до 30%, 21%. Се намалува, не се зголемува. Така да, ние бевме отидени со 75-6%, а сега сме на 56%. Иако ни покачија 5000 денари. Гледам, пратам, многу не негираат. А кои се тие луѓе што не негираат? Негираат тие луѓе што взимаат големи пензии. На полиција, на војска, на сите покачија. И плати, прво плати, па и на пратениците си покачија 78%, прв пат 79%, за да земат поголема пензија. А што со нас? Каде сме ние? Тука сме. Спијам и слушнав. Ми се јави глас, тука сме. Тоа беше новото здружение за рушење на Здруженијето на пензионери, Сојузот, затоа што не работеа за овие 30 години и не сработеа ниеден закон. Имам појдено во парламент, каде што стечените трудовите инвалиди го добија, меѓутоа со 17 рочишта. Во тоа учествуваше и господја Станка. Кажавме дека вие сте една од основачите на Здруженијето Трето доба, но кои се другите основачи? Други основачи се Светлана Јаневска, Надица Ивановска, Лозанка Денковска и Светлана Ивановска. Тука сме за тоа што овие луѓе беа секогаш на координативните позиви. Координаторот кога ќе ги викнеше, тие беа тука. Затоа тие што велеа дека тука сме, избегаа од нас. Никој не сакаше да не прими. Ви благодарам на разговорот. Почитувани, во продолжение разговарам со Светлана Јаневска, исто така една од основачите на Здруженијето Трето доба во Куманово. Добро вечер, господјо Јаневска. Кои се планираните активности на Здруженијето Трето доба по области? Добро вечер. Прво да ве поздравам вас, вашата телевизија. Ние сме ново здружение и планираме да соработуваме со сите кои се и заинтересирани да учествуваат во нашето здружение. Сега ќе видиме кои за што ќе бидат и како ќе бидат и кои услови ќе ни постават, а дали ќе одговорат на нашите услови, што ќе им ги поставиме. Планираните активности? Планирани активности се за да можеме како трето доба зависи од средства колку ќе имаме за да одиме на некоја еднодневна екскурзија, за соработка со други, за да можеме да помогнеме, да ни помогнат нам, ама и ние да помогнеме на оние што се
со помали средства за примања. Вие сте граѓанска организација, на кој начин планирате да обезбедите средства за реализација на вашите планирани активности? Па како организација, прво ќе тражиме донатори, ќе тражиме колку можеме, ќе се обратиме и до председателот, ако треба до градоначалникот, прво ќе се обратиме, а потоа ќе одиме и премиерот и кои може да ни помогнат за да просперираме, тие нам да ни помогнат, а ние да помогнеме на оние кои бараат помош од нас. Официјално како здружение постоите една седмица. Претходно кажа Вера дека постоите од поодамна, но сега нели ново формирано со ново име. Колку членови имате досега? Па досега моментално сме 5 члена, ама има што прашуваат да се запишат или да учествуваат, да се зачленат во нашата организација, ама ние како се уште млада, нова организација, треба уште да доусавршиме некои работи, некои проблеми, за да почнеме со членски книжки, со кој сака може да се зачлени, а и да членува и да соработува и да помага и тој, да се члени и да помага. Кажавте дека има граѓани кои што веќе сакаат да се зачленат во новото здружение, но каде може да ве најдат? Тие можат да не побараат на улицата Тонко Димков, број 19. Тука ќе се обратат, ќе ги примиме, ќе разговараме, ќе ги зачлениме и ќе ни ги кажат нивните проблеми, што можеме да им помогнеме. Али прво ќе се зачленат и потоа ќе соработуваме. Кажавте дека како граѓанска организација сте отворени за соработка со други организации, установи и граѓани од Куманово, но дали тоа значи дека како организација сте отворени и за установи, невладини здруженија граѓани од поширокиот регион, надвор од Куманово? Па, сега за сега од Куманово ќе гледаме, а ќе се сакаме да соработуваме и со другите, и невладина организација, и со другите организации, со другите пензионери од пошироко од Македонија, и од други градови, кои сакат да не примат и ние да ги примиме нив, и да соработуваме. За секој е добро. Сосема на крајот, која ќе биде вашата порака до пензионерите, до граѓаните од трето доба? Па како последна порака, прво здравје, па потоа сите да се дружиме и да идеме напред, за да можеме да успееме да ни помогнат, а и ние да помогнеме на други. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и вам.